Благодарам, колега Мисовски. Господине Ставлевски, ово е вториот амандман за Ресен и Преспа, која што кратко, одсечно го отфрлате. Првиот амандман се однесуваше на едно давно ваше ветување. Заправо беше малку повеќе скромно од она што вие сте го ветиле. Вие сте ветиле автопат Битола Ресен Охрид. Јас барав само темелна реконструкција на оваа делница. Ја отфрливте, го отфрливте овој амандман. Повторно отфрлате амандман кој што вие сте го ветиле од 2008 година па наваму. Предпоставувам дека така ќе завршат и останатите 5 мои амандмани кои што се однесуваат на Ресен и Преспа, а кои што на жалост заради овај диктаторски тоталитарен деловник кој што сами си го изгласавте, нема да бидеме во можност да ги образложиме, а така завршија и минатогодишните 15 и покрај тоа што на крај од расправата по минатогодишниот буџет за 2013 смогнавте сили еден амандман да го прифатите, меѓутоа тој амандман го нема. Со овој амандман, господине Ставлевски, се бараат пари за нешто значајно, за нешто што навистина живот значи во Преспа. Затоа вашето не го сваќам како сериозен проблем, од проста причина што оваа влада дури 4ти пат го отфрла овој амандман и се изјаснува против санација на градскиот водовод Крушје, Ресен, Сирхан и замена на азбестните цевки. 4ти пат поднесуваме еден исти амандман, не само со цел нешто заеднички квалитетно да направиме за граѓаните на Ресен и Преспа, ами да ве подсетам на вашите ветувања од 2008 година наваму секој изборен циклус. Од 2008 година во Устав е градскиот водовод во Ресен, свесни за проблемот кој што постои, но без совест да се поместите од мртва точка и конечно нешто да направите. Во секој редоследен очет на сега веќе бившиот градоначалник на Ресен, Михаил Волкановски, стоеше отпочнати првични активности околу замена на азбестните цевки. И по тоа продолжуваме. 5 години од 2009 година продолжувате, денес е крај на 2013 година, меѓутоа не сте почнале. Кого лаже ВМРО ДПМН во Ресен? Доволно е како податок да се направи една компаративна анализа на отчетите и оние од 2006-2011 за работењето на владата на Република Македонија, меѓутоа и оној на градоначалникот од 2009 до 2013 година и да се нотираат куп лаги. Водоводот, господине Ставлевски, не е единствената лага во Ресен. Еве ги сите лаги заокружени во отчетот на градоначалникот претходен на Ресен, Михаил Волкановски. Еве уште еден отчет со божем реализирани проекти, меѓутоа кои што денес никаде ги нема во Ресен. ВМРО ДПМН за Ресен се што рекло, излагало. Се е една голема фарса. Го нема автопатот Битола Ресен Охрид, ги нема тениските игралишта, нити спортските сали во основните училишта на кои што 2 пати туравте темели. Го нема и откупно-дистрибутивниот центар. Знам што ќе ми одговорите, дека земјиштето е продадено, меѓутоа продажбата на земјиштето не значи изгредба. За такви пари секој купува таква површина. И да не зборувам за ветени мемориални центри, Институт за преспанското јаболко и уште многу работи. Ветено многу, реализирано ич. Затоа време е да направите нешто значајно за Ресен, време е да направите барем нешто од тоа што сте го ветиле. Градскиот водовод во Ресен, господине Ставлевски, изграден 1979 година. Дури 18 километри од цевководот, кои поминуваат низ централното градско подрачје во Ресен, е од азбестни цевки.
Со излашност од 80 литри во секунда се обезбедува вода за градот и дури 17 села или вкупно обслужува 12.000 жители. Заради дотраеност на цевките, водоводот бележи чести дефекти, уште поголеми губитоци на вода, кои што не можат службите да ги лоцираат, а дополнително е усложнета состојбата последователно од периодот од неколку сушни години, која намалува издашноста на изворите драстично. И проблемот во Ресен, господине Ставлевски, не е само летен. Кога вода нема најголемото населено место во Ресен, во Преспа, Јанковец, каде што живеам јас, и каде што се случувало по 3 цели месеци да немаме вода, па се шетаме горе-долу и периме по роднини, се бањаме по роднини, као да живееме во 18 век, а не во 21 век. Потоа вода немаат ни по високите делови од градот, како и туристичката населба Сирхан, а демек божен туризам ке развивате. Ние вода немаме многу често и во зима. Така беше и минатата зима. Друг проблем, господине Ставлевски, е енормното зголемување на смртноста од канцерогени заболувања во Преспа. Според Институтот за јавно здравје, Ресен е на прво место по смртност од канцерогени заболувања по глава на жител. Предничат, ракот на бели дробови и на грло. Ако се знае дека Преспа диши загаден воздух од препаратите што се користат за заштита на обошките, ако се знае дека воздухот во Преспа е загаден од високотоксичниот кокс, што како енергенс го користи индустријата за градежни материјали, а чисто собственик во дослуг со власта лесно се излекува од сите пријави, петиции и поплаки на граѓаните на Ресен и Преспа, ако се знае дека 18 километри од водоводната мрежа во Ресен е од азбест, ајде да го отстраниме барем овој проблем. Азбестот, господине Ставлевски, е канцероген материјал од тип А, што значи дека кај луѓето сигурно предизвикува малигни заболувања и смртност. Светската здравствена организација, Меѓународната организација за труд и Меѓународната агенција за истражување на рак предложиле прекинување на употребата на азбестот уште во 80-тите години на минатиот век. Поради докажаното канцерогено дејство во повеќе европски земји, уште од 1990 година е забранета употреба на азбестот. Забраната на производство, увоз и употреба на сите врсти на азбест стапи на сила на 1 јануари 2005 година во сите земји членки на Европската унија. Земите од Западен Балкан, меѓу кои и Македонија, се последните земји во Европа во кои не е забрането производството, употребата и увозот на азбест. Затоа, господине Ставлевски, барав од вас да направиме едно добро дело за Ресен и Преспа, да престанете да не третирате како граѓани од втор ред, да престанете да мислите дека животот престанува со првата татарина на излезот од Скопје, зашто и од другиот крај има цивилизација и живот. Впрочем, од таа цивилизација, од западниот крај на Македонија, впрочем, доаѓате и вие. Ние не се согласуваме, господине министре, вие во Скопје да јадете со златни лажици и да се групирате со пари по градскиот плоштад во Скопје, а ваму на другиот дел од Македонија да се разболуваме од вашата негрижа. Благодарам.